Добар ден, ви ги спреќам и денешниот поздрав од новото издание на Алфа Ординација во средниот дел од неделата. Денеска ќе зборуваме на уште една тема која што посебно во овој зимски период е навистина и повторно ќе кажам за жал честа. Зборуваме за проблемите со респираторниот систем во зимскиот период, за тоа кои всушност проблеми може да се појават во респираторниот систем, што може да предизвикуваат, кои се нивните причинители, кои се симптомите кои се чувствуваат и она што е важно е терапијата, но и превенцијата, како да се заштитиме пред да треба или да се лекуваме, како што народски е добро познато, подобро да се спречи отколку да се лечи. Ние со нашите совети во нашето секојдневно издание на Алфа Ординација се обидуваме да ви дадеме една совет, информација, нешто што ќе ви користи, за да може секако она што зависи од нас да го практикуваме секојдневно и доколку треба консултација со доктор да знаеме како вистински да го направиме тоа. Денеска на оваа тема зборувам со доктор Камелија Бушлетик, пулмоалерголог од болницата Аџибадем Систина. Добар ден за вас, доктор Камелија, добар ден во Алфа Ординација. Добар ден, фала ви. Ние ќе зборуваме на оваа тема која што ја најавив. Телефонските линии се во овој момент отворени за прашањата кои што евентуално би ги имале нашите гледачи. Ќе го споменеме и влијанието на воздухот кој што го дишаме. За жал во овој период од годината знаеме дека има високо ниво на загаденост, како и колку влијае ќе позборуваме исто во продолжение. Но на почетокот само ќе објасниме кои се заболувањата кои што се појавуваат на респираторните системи, токму поради несоодветната заштита на респираторниот систем. Сега, заштита буквално смисла на респираторниот систем нема. Значи, затоа што неговата основна функција е нели да го внесе воздухот во белите дробови, а со воздухот влегуваат сите микроорганизми што се наоѓаат во нашата средина. И во зимските месеци тоа е почесто заради тоа што ние живееме повеќе во затворен простор, повеќе наоѓаме луѓе на еден помал простор, а бидејќи овие инфекции се шират преку воздухот и капличките кои што кога ќе кивнеме, кашламе, со воздухот ги внесуваме внатре во градите. Така да некоја посебна заштита нема да има. А подложен е цел респираторен тракт, како горни респираторни патишта, така и долни, значи започнувајќи од носот, синусите, бронхите, понатаму белите дробови, се е подложено на едно почесто воспаление во однос на летните месеци. Да. Имаме еден концепт на тоа околу објаснувањето на ваквите заболувања на респираторниот систем, воспаление на синусите или синуситис. Ќе споменеме за тоа, а потоа ќе објасниме и за инфекциите и за грипот понатаму, но за да започнеме со првично воспаление на синусите. Синуситис, причини, симптоми и третманот. Синусите страдаат исто како целиот дел од респираторниот систем. Инфекцијата може да биде од вирус, може да биде бактериска, се повеќе се присутни микотичните, гливичните инфекции. Секој од нас барем еднаш во животот имал синузит и ако се тој третира навремено и долго колку што треба, тогаш останува само како една епизода, но ако не соодветно се третира, сите симптоми можат да се продолжат повеќе и од месец дена и од два и да пациентот од една акутна состојба премине во хронична, која понатаму многу тешко се третира со лекови. Синусите страдаат при скоро секоја настинка, ако истата трае повеќе од 5-6 дена, обично се зафатени и синусите. Се манифестира со болка во лице, болка во главоболка, болка према ушите, зад над нос, течење на носот, некој пат може да оди со покачена температура и минорен знак е и кашлицата. Така да повеќе симптоми се, она што е многу битно е да се смени размислувањето на народот дека за да се докаже еден акутен синузит, дека треба да се прави рентген снимка, заради тоа што денеска се поставува дијагнозата на синузитот врз основа на симптомите. Значи се прави рентген снимка, уште подобро компјутерска снимка, само кај случаеви кај кои што има несоодветни, нетипични симптоми или кај кои што симптомите се многу јаки, па можеби се сомневаме за една од компликациите кои што може да оди со еден акутен синузит. Да.
Спомнавте соодветен и несоодветен третман за побрзо лекување или пократкотрено воспаление на синусите. Што значи соодветниот и несоодветниот третман, односно што е правилно тука да се прави? Изборуваме кога е терапијата во прашање, но и кога е самиот пациент одговорен за, да речеме, одредени работи кои што треба да ги прави или на кои што треба да внимава. Па, прво, значи, не треба одма да се почнува со антибиотска терапија. Многу често пациентите инсистираат да брзо се ослободат симптомите, но брзо ослободување на симптоми со синуси не постои. Во основа се прати и ако симптомите, што ги набројав, се со ист интензитет, до 10 дена обично не се оди со антибиотска терапија, освен ако петиот ден од појавата на симптомите истите не се влошат. После петиот или 10-тиот ден се вклучува антибиотска терапија, бидејќи се смета дека ако се работело за вирус, во овој период симптомите требале да се намалат или кај некои пациенти комплетно да исчезнат. Се вклучуваат по протокол, по консензус, значи по кој што работиме сите по еден водич, да кажеме, докторски, меѓународен, прволиниски антибиотици и антибиотикот треба да трае 10 дена обавезно, да не биде пократко, бидејќи ако го прекинеме третиот, четвртиот ден, симптомите може повторно да се јават или да направиме една резистентност кон антибиотици. Значи, треба да се придржуваат на антибиотската терапија онака како што ја дал докторот. Покрај антибиотската терапија, во овие први 10 дена, ако не прима, ако има главоболка, пациентот му се даваат лекови аналгетици, може да оди со локално загревање и користење на капки за нос. Меѓутоа, обичните капки за нос не подолго од 5 дена, заради тоа што после подолго користење може да настанат компликации и други сериозни во носната шуплина, а кај еден дел од пациентите се дава и инхалаторни, тоа ги викаме топични, значи локални кортикостероиди, кои што ќе овозможат да се намали секрецијата, да се отвори, да се постигне една проводност на носните коридори и да овие симптоми се намалат, а кај некој комплетно исчезнат, ако се работи само за еден вирусен синузит. Антихистаминиците, што и тоа често се знае да се припишува, немаат ефект, освен кај оние пациенти кај кои што знаеме дека постои атопија, дека постои аероалергија која што е претходно докажана и рутински нивно давање не би требало да се прави. Освен воспалението на синусите, ќе ги споменеме и инфекциите, кои што исто така се чести во овој период, инфекциите кои што се пренесуваат преку дишните патишта. Ќе напоменеме кои се и како всушност изгледа нивното ширење, кое што е лесно, нели? Така. Најчеста инфекција е настинката. Да. Кај нас настинката се многу често меша со грип. Двете состојби се вирусни. Имаат слична манифестација стартно, значи тоа е болка на грло, една кашлица, затнатост на носот, но има разлики заради тоа што предизвикувачот на настинката се риновирусите, кој што ги има околу 200 на број, а грипот значи е инфлуенца вирусот. Оно што е различно, што грипот е многу посериозна состојба од однос на настинката. Една од основните разлики е што ако не тече носот и не боли грлото, а се уште сме способни да одиме на работа, тогаш сигурно имаме настинка, немаме грип. Грипот доаѓа изненада, без некое предупредување, изгледа како да доаѓа од полно здравје. Значи, дента сте биле добро, се будите и другиот ден сте легнат во кревет, ве болат мускулите, ве болат зглобовите, температурата е многу повисока од онаа кај настинката, обично кај возрастен е на 38 со 5 целзиусови степени и таа една клиничка состојба е подраматична во однос на една обична настинка. Оно што е интересно дека ние во текот на една година за најнормална состојба се смета ако сме возрастните 2 до 4 пати во годината настинати, а за деца ова бројка изнесува и до 8 пати. И да не се плашат гледачите, затоа што често доаѓаат и викаат ние многу често се разболуваме и имаме слаб имунолошки систем. Не е точно. Значи, ако е во граница на овие бројки, тоа се смета за сосема нормално.
По однос на грипот, грипот обично во светски размери околу 10% од светска популација зафаќа, а во период на епидемии таа бројка оди од 25 до 30%. Посебно што е интересно за грипот, е вака една интересна значи еден интересен податок, дека се уште немаме објаснување како е можно на различни места кои што не се поврзани да грипот се јавува во исто време. И како што доаѓа, значи со рака донесен, така испаѓа дека и со рака се однесува, значи негде тие епидемии траат до 8 недели и од непознати причини, иако имаме се уште осетливи значи пациенти или индивидуи, таа самата состојба си се повлекува. Да, тоа е вистина интересен податок и уште поинтересно е што можеби некогаш ќе се дојде до овие вистинските причини зошто тоа така се случува, но кога станува збор за обичната настинка и грипот е нели се разбира посериозен од обична настинка и веројатно и поинаку се третира. Кога обичната настинка во прашањето исто така претпоставувам дека не значи вие докторите постојано велите дека не значи дека одма треба да се почне со одредена терапија со медикаменти, антибиотици и слично. Кога се работи за грипот, еве ќе кажете вие во продолжение, но ми се чини дека имаме гледач, прво ќе му дадеме предност, па ќе продолжиме. Добар ден. Добро. Некој чуден знак, мисля дека имаме гледач, ќе продолжиме, што значи консултацијата со лекар при настинка, доколку се чувствуваме лошо и не можеме и оние симптоми кои што се појавуваат нормална настинка да ги издржиме, па сакаме некој дали витамини дополнителни кои што ќе ги конзумираме или нешто плюс што би ни олеснало и терапијата при грип. Настинка нема терапија. Така да сите оние што ќе ги сретнете, кога ќе ве видат, сите ќе ви кажат некој свој лек, а докторот ќе ви рече нема лек. Значи она треба сама да помина. Она што е битно да, значи ако сме во можност 2 до 3 дена бар одморима, да не бидеме изложени на дополнителни физички напор. Битно е што да неколку дена ги одлежиме и се тргнеме од гужва околу нас, дали работна средина, школска средина, заради тоа што после една таква вирусна инфекција нашиот организам станува поподложен на бактериска инфекција, па се може да почне како настинка, а да заврши со после една бактериска инфекција. Значи, она што е основното да има добар сон, тој кој што има настинка, да јаде добро, се тоа релативно сега што е добро, и да се одмара. А додека пак за грипот, тука исто така, нема значи никоја терапија, правилна рехидратација, обавезно бар една недела да се седи дома, значи да биде на боловање. Пациентот кај посериозни состојби можат да се дадат значи антивирусни лекови кои што значи се на располагање за да побрзо помине самиот вирус. По однос на тоа, тука би сакала да напоменам, подобро е да го превенираме грипот, отколку да го лечиме. Затоа е многу битно давањето на вакцини. Во сите западни земји, децата и возрастни пациенти над 60 години, особено оние над 65 години, без оглед на тоа дали имаат некое си пропретно хронично заболување, треба да примаат вакцина за грип, која што е најдобро да се прими октомври и многу рано во ноември, бидејќи првиот удар на грипот е во ноември, а вториот е негде во февруар. Иако медицинската јавност вика дека и ако го примиме во јануар, не е доцна, затоа што во тој случај би не штител од втората атака која што би била во февруар. Меѓутоа да не се плашиме од вакцината за грип, затоа што денеска на интернет се буквално може да се најде, таа повеќе штити, а можноста да не предизвика значи, несакан ефект е како и за секој еден лек кој што дури они за глава што го користиме, секој еден лек има несакани. Не, контраиндикации се друго, несакани ефекти. Да. Што се минимални, меѓутоа не можеме да кажеме дека и од аналгин нема таква работа. Така, добро. Сега имаме гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Вака, сакам да прашам едно прашање докторката. Имам установено како хроничен синус. Направено ми е и со камера влезено во носната шуплина, се установи дека се работи за алергија.
Но јас преку цела година кашлам и слукувам секрет. Користам риноко и лентрика таблети. Но тоа, значи, некогаш кога ќе под настином, таа кашлица се зголемува, а во текот на целата година, секојдневно помалку, значи, кашлам и слукувам густ секрет. Прво не разбрав дали се направени кожни тестови за алергија, да се потврди дали... Направено ми е рида тест. Рида тест, едниот на храна, едниот на поленска табела. Се установи дека најмногу сум на мешавина од месо и мешавина од треви. А јадете ли месо? Па сега не можам постојано да го избегнам, ама... И кога го јадете, што се случува? Има некој проблем или не? Па не, ама знае во последно време да ми се појави како некој оток на грлото, како стегање во грлото. А од кој полени ста, значи, на рида тестот позитивни? Да, мешавина од месо и мешавина од треви најмногу. Аха, треви. Што се случува во мај месец ако седите во кафиц или... Кашлање, чешање на очи, чешање на уши. Значи, наод на позитивен рида тест не значи алергија секој пат, тоа значи преосетливост и пациентот треба да има симптоми. Значи, ова за полените личи дека е алергија, но за месото не сум убедена, затоа што значи само наодот, а претходно јаде пациентката, мислам дека тоа баш не е соодветно. По однос значи, на алергијата, луѓе кои што имаат алергии, поготово аероалергии, се посклони према синузити. Таа слузница која што е во горните дишни патишта, таа е во синусот, па како доаѓа во контакт со алергенот, нормално и таа реагира исто како останатиот дел од респираторниот тракт. Самата алергија е еден тип на алергиско воспаление, па овие други, значи вирусни воспаленија, бактериски, на веќе оштетена слузница многу поедноставно се манифестираат. Во принцип, ринокото е лек кој што се дава во тек на целата година, ако се работи за еден хроничен синузит, и тоа би требало да ги контролира симптомите. Тоа кашлање, подлизнување на шлаем по грлото, но не мора да значи дека комплетно симптомите треба да бидат изгубени. Значи, тоа е само една контрола која што ќе трае се додека се користи пумпата. Кога ќе престане, бидејќи е тоа симптоматска терапија, после известен период ќе се вратат симптомите назад. И, на жалост, пациентката има, ако е алергична на трева, единствено нешто што може да го промени природниот тек на болеста, а истовремено наделува и на овој синузит, е таа имунотерапија што ја даваме за алергија, која може на одреден период да ја направи толерантна према поленот на трева и за тоа да ги намали симптомите и на синузит и на кашлица, ако воопшто кашлицата е само условена од хроничниот синузит. Стигнавме кај, односно зборуваме за обичната настинка и за грипот, правиме разлика и нели превенцијата при сезонски грип или грипот особено во зимскиот период. Во вашиот претходен одговор, ако добро ве разбрав, во текот на една година за возрастни може обична настинка да се случи до 4 пати, рековте така. Да. А многу пати верувам и вашето искуство тоа го говори дека кај многумина се случува и повеќе од 4 пати. И сега тука, кои би биле причините како причинители зошто тоа се случува, претпоставувам дека е понизок имунитет, и кои се најчестите прашања од пациентите кои што ете можеби веќе им ја преку глава што еве велат јас често се настинувам или постојано ми тече носот, кашлам, не може да ми поминат овие симптоми или при една настинка која трае подолго, има подолго време траење. Значи, прво за да кажеме нели дека е повеќе од 4 пати за возрастен, нели, дека тоа е само настинка, треба да се исклучат други заболувања. Затоа што слика на настинка која што се повторува многу често, може да оди и некое друго заболување. Значи, ако ние знаеме во картонот медицински на пациентот стои дека чисто кашла и дека кашлица како симптом единствен може да биде знак за бронхит, и ако 2 пати во годината се регистрира од доктор дека има акутен бронхит, онда обавезно кај тој пациент треба да се направи испитување за астма, пошто имаме и посебни форми на астма кои што одат само со кашлица. Што не прави поподложно, значи ако веќе се тоа навистина настинки, па она што го правиме секојдневно.
Тоа значи не треба да чекаме зимата да дојде за да го избилдаме на некој начин нашиот имунолошки систем. Тоа значи сон најмалку од 7-8 сата за возрастен човек, ноќен сон, не дневен. Тоа значи да не пушите, бидејќи луѓето кои што пушат 3 пати почесто имаат респираторни инфекции. Тоа значи добра храна и најбитно физичка активност. Значи побитна работа од физичката активност за да имаме здрав одбранбен систем со овие други работи што ги спомнав не постои. Не можеме да бидеме мрзливи во тек на годината и да очекуваме дека нашиот организам ќе биде во топ форма за да може да се избори со овие респираторни инфекции. Значи мора да работиме во тек на целата година за да се спремиме за зимата. Исто како и мравките. Така и ние. Добар ден за следниот гледач и следното прашање. Добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав доктор Дорката и до водителката. Имаме едно прашање. Значи, нон-стоп десниот канал од носот ми е запушен. Нон-стоп. А немам никакви болки, ни во глава, ни во ништо. Само носот ми течи нон-стоп и десниот канал никако не можам да го отпушам. Била на лекар, вика, чисто, тие немаш ни синуси, ништо. А нон-стоп клавам капки за нос. Голем е бројот на различни типови на ринити. Значи имате алергиски, неалергиски, пак еден човек може да се јави едниот и другиот во комбинација. Има така наречени вазомоторни ринити, кои што имаме спонтано затварање на носот, спонтано отварање на различни дразби од средината кои што доаѓаат, како што се топло, ладно, некоја храна која што е позачината, појак парфем. Има, значи, проблеми, може да има гледачката како резултат на некои деформитети, почнувајќи од носната преграда, па до слузницата, разни полипи, израслени фактички на слузницата. И има медикаментозни ринити, значи веќе слушнав дека прима чисто капки за нос. Капките за нос, затоа исполнав, до 5 дена се оправдани. После 5 дена, кај одделена група на пациенти, можат да направат обратна состојба, да ставањето на капки за нос уште повеќе го затвори носот. Тоа е еден од медикаментозните ринити. Други лекови кои што се примаат во редовна терапија, така да, иако се работи за носот и сите мислат дека е многу едноставно да се третира еден ринит, огромен е бројот на носни ринити и баре сериозен пристап за да се дојде што е вистинската причина за таа затвореност на носот, што и представува и како сериозен проблем за пациентот, бидејќи он не може да функционира како што треба, не е физички активен, затоа што ради затнатиот нос има и помалку воздух до белите дробови, па пофорсирано диши, нема добар сон и тоа повлекува цел еден ланец на проблеми. Значи, пациентката би можела да дојде, да ја видиме заедно со докторот уво нос и грло, бидејќи ние секој пат соработуваме и да видиме што е реално причината да тој нос биде затворен. Ми се чини дека имаме уште еден гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Ве слушам одлично, повелете. Добар ден и имајте убав ден. Едно прашање за докторката. Да, повелете. Вака, ме интересира јато за хронична стативна болест. Коп имам. И пред недела дена, пред у понеделникот бев избркан од белодробно. И не ми е, без никакви потреби ми беше и прекинат респираторот каде што дише. И од дежурната докторка буквално ме избрка каде телевизија Алфа Дента ја повика јас да дојде да снима и табалето ме избрка. Недолечен, лечен, како да кажам, не можам да дишам. Ноќеска во 3 сат ми беше повикана интервенција брза помош. И ми дадоа аминофилин венска, еве сега ги користам тие вентолин, тие преовите. Што може друго да земам освен терапија и каде, од која момента сте вие, каде да се обратам? Затоа што на отпустата листа ми написала докторката, несоодветно се однесувам при лекувањето, значи не несоветно, јас значи и реков само на докторката зашто ми го исклучуваш мојот респиратор и го даде
на друг пациент. Морет да не навлегуваме на тоа. Да, ќе ви одговориме. Докторката која што е во денешното издание на Алфа Ординација е доктор Камилија Бушлетик од Аџибадем Систина, доколку ви треба консултација, а еве докторката може конкретно, иако кажа човекот дека е веројатно не е доволно истретиран, односно не му е завршена терапијата, претпоставувам дека треба да дојде за да видите на Да, секако се тоа што излекување на хронична обструктивна белодробна болест не постои. Значи тоа е кога ќе се јави болеста останува до крај на живот, кога има дополнително настинка, значи или бактериска инфекција или големо аерозагадување, на кој што сме сите изложени во моментот, овие пациенти се поосетливи и прават влошување на болеста. И симптомите им се влошуваат. И сега има многу варијанти. Во ова така да би било друга сосема тема. Да. Најдобро е да дојде за да реално видам што се случува, до каде, за што се работи, колку тежок пациента и така. Добар ден. Дали имаме следен гледач? Добро. Ќе ги само одржите само малку појасно за сигналите, бидејќи ми се причинува за да не губиме време во разговорот. Добро објаснивме за обичната настинка, за грипот, превенција, доколку се случи третирање и така натака, конкретно за грипот, а сега ќе се задржиме на воспалението на белите дробови, односно бронхитисот, кој што исто така знае да биде чест особено во зимскиот период. Бронхитис се ствари воспаление на дишни патишта. Ако една кашлица нема објаснување зошто е настаната, нели, да, ако нема синузит, ако нема воспаление на грло или белите дробови се добри, тогаш врз основа на тој симптом кашлица викаме дека пациентот има бронхит. Значи нема, тоа е диагноза врз основа на симптом. Скоро и да нема една подолготрајна респираторна, горна респираторна инфекција која што не оди со бронхит. Бронхитот не се третира, акутниот се остава спонтано сам да помине. Хроничниот бронхит е пак нешто друго, таа е болест која што исто врз база на симптома, кога кашлицата се јавува 2 узастопни години, по 3 месеци во континуитет, во едната и во другата година, пациентот кашла, тогаш викаме дека има хроничен бронхит. И основната причина за хроничниот бронхит е пушењето, па и основниот лек е престанок на пушење. Ако кај пациент со хроничен бронхит, кашлицата се влоши или почне да искашлува повеќе искашлок, може и обоен и необоен, тогаш значи тоа може да се третира со давање на антибиотик, ако докажеме или пак повторно врз основа на искуство наше прволинijski антибиотски третман. Меѓутоа основното е пациентот да престане да пуши, бидејќи хроничната кашлица ќе остане како состојба до крај на животот ако навиката за пушење продолжи и понатаму. По однос на воспалението, вајде мислевте на пнеумонијата. Да. Пнеумонијата, колку и да живееме во ера на нови антибиотици, кои што се многу моќни, но истовремено и се поголемо присуство на резистентност кон антибиотиците, пнеумонијата представува се уште огромен светски здравствен проблем, особено во дечијата популација. Бројката на смртност на деца во светот изнесува 1 милион од пнеумонија. Зборам за светски размери. Затоа што, на жалост, ние имаме популација светска од 2 билиона која живее во сиромастија. Пнеумонијата е врзана исто така, освен, значи, основниот причинител е или вирус или бактерија, или пак давичка, или атипична бактерија, е врзана и зависи од тоа во условите во какви живееме, значи социоекономските услови, зависи исто така од колку сме исхранети или не исхранети, зависи од тоа колку луѓе живеат во една просторија и во голема мера зависи и од тоа каква ни е амбиенталниот квалитетот на амбиенталниот воздух во домовите. Оваа голема бројка е и заради тоа што ова сиромастија која што владее во светот во зимските месеци е принудена да се грее дома на дрва, на други биогорива, кои што прават страшно загадување на амбиенталниот воздух, а тоа загадување ги оштетува во голема мера дишните патишта пред се слузницата која што треба да не штити и ги прави овие луѓе поподложни на респираторни инфекции.
И уште еден податок би сакала да напоменам што сигурно не се знае, дека во болнички услови денеска сегде во светот па и кај нас повеќе се умира од пневмонија отколку од еден срцев удар. Значи, колку е сериозна пневмонијата, така да и такако треба сериозно да го сватиме овој проблем. Ако пациентот, сигурно ќе ме прашате, кога би требало да се јави, ако симптомите на настинка се со интензитет кој што се влошува, значи и во првите 3 до 4 дена не се намалува нити кашлицата, пациентот станува се повеќе со висока температура, например 3 дена на 38,5, има срцебиење и сето тоа една слабост која што наместо да се подобрува се влошува и такако алармантен знак да се јави одма кај прво својот матичен лекар, а после и понатаму колегата ќе го спроведе кај што треба и ќе започне стартно терапијата, бидејќи знаеме дека колку порано се почне со терапијата, толку можноста за лош исход е помала. Да. Кажавте навистина повеќе загрижувачки податоци, вклучувајќи ја бројката, која што е навистина голема, но и бројката на смртност од пневмонија, особено тоа што не засега кога станува збор за немладите, односно за децата. Прашањето е, веројатно и сите родители би го прашале истото, особено некои што за жал може би и се засегнати моментално од оваа диагноза, е како да се заштитат, како да ги заштитат своите деца, односно како децата да се заштитат од пневмонијата, односно доаѓање до ваква диагноза. Ги кажавте причинителите, веројатно елиминирање на причинителите значи и превенција, но не секогаш и секој може да ги елиминира причините кои што се такви какви причинителите, такви какви што се со оглед на условите во кои што живееме. Па, обично за сите респираторни инфекции децата се поосетливи. Прво, нивниот имунолошки систем не е созрян. Значи, особено децата кои што се на 2, 3, 4 години. Друго, децата не се тргаат ако некој кивне или кашла во нивна околина, затоа што не знаат. Да. Значи, они придуваат на таква особа, на друго дете, они сакаат да се дружат. Во градинките, во школите се повеќе деца на еден ист простор, што е нормално. И друга работа е што немаат навика толку често да ги мијат рацете. Колку да изгледа чудно, најголем дел од респираторните инфекции ги внесуваме во организмот токму со рацата, бидејќи кога некој ќе кивне или ќе се искашла, тие микроорганизми со течниот, да кажем, искашлок слуз од нашите респираторни патишта, во кои што има микроорганизми, ги контаминира сите предмети околу себе. И детето нормално ги допира предметите, го допира носот, устата и на тој начин ги внесува, не секој пат во директен контакт со некој болен, ги внесува овие микроорганизми во себе и тоа е причината да, например, една грип, една инфекција грипозна, најчесто децата не ја носат дома. Значи, така почнува таа пирамида на пренесување. Децата се од градинките и од школите кои што ги носат дома, па дома се шират меѓу возрастните. И многу е тешко, значи, да ние имаме контрола, освен што децата треба да ги научиме да многу често ги мијат рацете во тек на целата година, особено зимско време, да не ги допираат со рацете устата, носот, значи тоа треба од мали некоја навика да им се направи, за да на некој начин превенираме колку што може да помалце се разболуваат. И за нив важи храна, физичка активност, игра. И уште една, така да кажам, работа за која ние погрешно мислиме, повеќе облекување не значи дека детето ќе ни биде заштитено од респираторни инфекции и пневмонија. Баш напротив, правени се студии кај што дури тие што не се превише облечени, исто имаат процент на настинки респираторни и инфекции и други, како што и децата кои што се многу облекуваат. Причината зошто овие појави се почести во зимата е тоа што ние престојуваме повеќе луѓе и во поблизо контакт сме во затворен простор и ништо друго. Имаме повторно прашање. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Заводителката, кога ќе стави заводителката, кога ќе ставите тие? Во програма сте повелете? Ево спорувам. Еден за заводителката, кога ќе ставите тема за пушење, а за докторката, дали не е многу опасно или
многу страшно пушењето, што виќе многу малку сватите на тоа. И друго, мислам дека не спомнавте дека после тоа кашлање продолжува човекот дури да кашла крв. А зборувам за сите пушачи, пошто имам искуство каде што видено пушачите крв после сето тоа. И зошто како да се избегнува околу тоа и водителката и тие тоа знаат дека може би ние пушите пушењето го ставате во 10 или 100 години. Добро. Мислам дека ве разбрав. Вие со напор пробува да ве слушнам, бидејќи слабо се слушаме. Го ставате акцентот на пушењето и прашувате зошто ние не сме го ставили акцентот, ако добро разбравте. Претпоставувам дека или не сте нас слушнале, или подоцна сте се вклучиле, бидејќи неколку пати споменавме колку е загрижувачки фактор, ризик фактор. Јас не разбрав така, зашто воопшто можеби не колично кон вас, повеќе би било на пошироко ниво, јавноста, значи не збори против пушењето, е така го разбирам. Иначе јас гостував во ова студио исто пред некој месец кога ни беше тема баш само за пушење. Значи пушењето е проблем светски. Пушењето е страшна зависност. Поголема зависност од хероин и потешко е откажувањето отколку хероин. И ние пробаме не само пулмолозите, него и матичните лекари, и секој кој што доаѓа со пациенти кои што се со заболувања директно врзани со пушењето и кои што болести се превентибилни, да делуваме врз пациентите да се откажат од пушење. Тоа оди многу тешко заради тоа што пушењето му дава задоволство хемиско, значи во мозокот се ослободува серотонин и допамин и други супстанции кои што го прават оној кој што пуши задоволен, му даваат свои 5 минути додека пуши цигарата сам за себе, му даваат некоја сигурност повеќе и освен значи хемиската зависност има и психичка зависност, дури и сензуална допирот на цигарата до устата. Но ова не значи дека иако е тешко, ние не се бориме, значи јас и моите колеги, да се ги откажеме не само нашите пациенти, пошто тоа е пожално, значи веќе има болест, па пациентот од страв и многу полесно ќе се откаже и престанува. Има болести кои што на жалост и да престанат веќе доцна, него ова треба да биде на поширок план ставено, дека откажувањето треба да биде кај луѓе кои што се здрави пушачи. Значи правам под наводници, затоа што тоа е многу релативно. Никој не дава гаранција од нас, нити било каде, дека имаме здрав пушач комплетно, а на жалост нашиот организам враќа и никој пат не заборава оно што сме му правеле, а едно тоа што му правиме се цигарите. Значи не бегаме од тоа што е реалност наша, баш напротив, јас сум поготово упорна да ги натерам пациентите да престанат да пушат, а не сум сама во оваа борба, нема многу. Бидејќи гледачот веќе се надоврза на ова вие што го кажавте, бидејќи гледачот прашања до мене и до вас зашто за пушењето не зборуваме повеќе, ете и како што сте разбрали вие можеби генерално. Како и да е од моето искуство досега со голем број доктори кои што доаѓале во ординација, често пати, да не речам секогаш, кога зборуваме за одредени заболувања, кај речиси сите ризик фактор меѓу првите е пушењето и секогаш вашите колеги потенцираат токму на тоа да се престане со пушењето без разлика дали веќе има некаква диагноза или не. Превентивно оние кои што се пушачи треба да престанат, така што секогаш тоа го имаме во предвид и го кажуваме и потенцираме, за да му одговориме на нашиот гледач нели во целост. Имаме уште еден интересен прашање или точка, како да кажам, дел од денешниот разговор кој што би сакала да го позборуваме. Имаме уште малку време. Во зимскиот период сите ние се чувствуваме малку по не толку расположени, бидејќи во летниот период, кога ќе станеме наутро, сонцето не грее, ќе стануваме расположени, имаме повеќе елан за работа, за исполнување на секојдневните обврски, а во зимскиот период не секој ден се чувствуваме така. Дури има денови кога навистина се чувствуваме можеби помалаксани, а немаме настинка или грип, се чувствуваме помрзоволни, не функционираме со пун капацитет и не знаеме што всушност се случува. А тоа е често во зимскиот период. Меланхолија ли е, некој може би лесен вид на депресија. Што ли се случува? Што ни се случува?
англизите, американците исто така имаат нели она викаат да се осеќам блу. Значи winter blues ги викаат. Ние плавата боја ние користиме за да опишеме некое лошо чувство. Да. Повеќе сивата, значи ние имаме македонско сивило, значи што би било на америчко плавитило или плава состојба, ние сивило, тоа е психијатриска состојба. Значи што се случува со нас? Поготово ние кои што сме научени на сонце, да кажам медитерански народи, сонцето кога е, значи преку очите делува на мозокот за излачување на еден хормон кој што се вика мелатонин. Овој хормон помалку се лачи кога сме на сонце изложени, а како поминува денот, така према ноќта, тогаш почнува поголемо лачење на мелатонин, кој што ни е хормон за спиење. Значи не внесува во една летаргија, опуштеност, за да не припреми да заспиеме. Во зимските месеци, заради тоа што има помалку светлост, се лачи значи тој мелатонин повеќе, па не внесува во една, па сега дали во права состојба депресија не би се можеби сложила, во една летаргичност, помалку заинтересираност, на таа состојба ни се враќа чувство на еден замор, кој што е како една слаба депресија врзана со времето. И затоа овие состојби се познати и на Запад водат многу сметка и за тоа. Дури имаше едно време измислени, ги викаат кутии за светлост. Значи се прават посебни светла кои што се слични на сонцето, пријатни за очите и кои што ако се исполнирани на нив пола саат до саат на ден, во тек на денот и она што е депресија или наше сивило ќе биде многу поубаво. Еден дел од таа терапија е да побегнете, ако сте во можност нормално, во некоја тропска дестинација, на кој што некој им ги полни батериите, а века има посебна група на луѓе кога ќе се вратат назад им е уште потешко. Да. Значи, сепак, бидејќи тоа не е можно за сите, значи да бидеме излезени надвор, да го користиме секој сончев ден, колку што е можно, а ова пак би го ставила можно, заради тоа што ние имаме друг проблем, а тоа не е загадување на воздухот, што е нешто исто многу сериозно, но сепак, ако не излеземе надвор, да станеме пред прозорецот, да погледнеме во сонцето и да кажеме дека пролетта и летото секој пат доаѓаат после зимата. Так. Значи, кога ќе започне зимата и кога веќе ќе достигне, да кажеме, незиниот врв, сите очекуваме што побрзо да пристигне пролетта, па и летото. Имаме уште време до пролет и до лето, до тогаш ќе може да ги практикуваме советите кои што ги споминавте, кога е во прашање нашето здравје, во однос на инфекциите, грипот, настинките и вирусите за кои што зборувавме, но и кога е расположението во прашање, бидејќи тоа оди едно со друго, нели? Може да практикуваме и секогаш кога има сонце, да уживаме во него и доколку имаме можност да заминеме на некоја таква дестинација што не ни е достапна на многумина од нас, но за среќа во зимскиот период тука кај нас има сончеви денови што верувам дека придонесуваат за малку подобрување на расположението доколку знае да биде така климаво во текот на зимскиот период. Доктор Камилија, ви благодарам што бевте со мене, со нашите гледачи и што ете обработивме една тема која што, како што кажав и на почетокот, е честа во зимскиот период и исто верувам, како и секоја емисија, така и оваа, дека помогнавме на многумина. Благодарам и на вас. Ви ги подарувам овие наши содржини во соработка со Color Media, меѓу кои има и интересни рецепти кои верувам дека ќе ви се допаднат. А на гледачите и во овој момент им се заблагодарувам за денешното внимание и учество во Алфа Ординација. Се гледаме повторно утре со нова тема во која што ги очекуваме повторно вашите јавувања и прашања, бидејќи се разбира постоиме за вас. Имајте добро здравје, добро расположение и останете со програмата на Алфа. Довидување.